ми е наредено од мала да се дружам со постари. Као Ивана сигурна е во тоа што го сака. Срцето не знаете како ми лупа иначе. Пошто мислам дека тука веќе некој лимит достигнав и сум спремен за нови предизвици. Едноставно тоа е реалноста, а за реалноста не ми е логично некој да те исмева. Па јас не знам, затоа што Мислам дека е одлично. Многу сум комотен со самиот себе си. Јас сум многу експресивна личност. Повеќе глумам во јавноста. Случувало? Не знам. Стварно не ме ставите сега тесно тука. Забранета личност некоја, на пример. Те си имаме тајни, ама затоа никој не сакаме да ги знае. И они место да се на моја страна, се на страната неизина, а јас сум во право. Јој, мајко. Исхинтавме неколку пати, тоа мислам дека беше доволно. Давме неколку знаци. Многу често менувам расположение нагло. Знаеш колку пријатели имам изгубено? Не ми е само добар имиџът, туку и приватно сум добра. Омајгад, Григори Собакот преска. Не ти верувам. Скрин тајм имам лимит, колку седам на социјални мрежи. Здраво, Македонио! Леле, Ивана, какво патување беше ова? Па Бога ми имаше патешествија. Само убави моменти. Среќен роденден на нашето Стастиви шоу! И добро вечер, Македонио, од ова наше роденденско издание. Емче кажа, имавме само срекни моменти. Срекните моменти беа прикажани пред вас, пред малите екрани или пред сега веќе големите екрани, но ние дали се соочувавме и како се соочивме со сите предизвици, си знаеме само ние и мене не ми се верува. 2 години. 2 години, само 2 години поминаа. А поминаа толку многу луѓе, толку многу гости, толку многу приказни се раскажаа, толку емоции се споделија. Се смеевме, многу, плачевме, ретко, ете така. Пеевме исто така многу, но ете токму тоа ни ја прави емисијата да ни биде ваква како што ни е и јас ќе кажам исто, па нека ни е среќен роденденот, да си траеме и јас и ти, барем уште една година. Тоа го посакав минатата, тоа ќе го посакам и оваа следна година повторно да направиме едно вакво спектакуларно издание наше. Но за оваа емисија да ни биде така со некоја убава енергија. Јас поканив двајца наши млади гости, односно девојка која што многу млада влезе во музичките води, глумата, инфлуенсерството, или Луна Бејков заедно со дечкото кој што од телефон направи цел свет, Александар Денев. Среќен роден ден! Благодариме многу. Благодариме многу. Вечни, не една година, вечни. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Star Show. Happy birthday to you. Ајде да тунеме са среќата, нека биде уште една година. Сите заедно? Да, Ајде. ајде. Фала ти, Виктор, фала ви сите. Ви благодариме уште еднаш. Како? Вака да ви кажам, право убаво е кога си правиш работи кои што ти се значајни, кои што ти прават убаво на душата, да си ги славиш со убави луѓе. Тие се изговори, ајде да кажеме во ова брзо време да се собереме со друштво, со најблиските, вака да прославиме. Така што мора се дава малку повеќе внимание на Ама такви еве и работи. денес пример. Оваа торта ние не моравме да ја јадеме, а зошто да не ја јадеме? Па да. Реално. Кој не сака благо? Не е така? Да. Мислам, зошто па да не направиме нешто поразлично, зошто да немаме балони? Па секоја емисија ни е обична. Ево, оваа нека биде малку поразлична. Добре ни дојдовте официјално двајцата, прв пат сте ни гости. Да. Многу ми е драго што еве вака со млади луѓе ќе ни тргне следната година. Да, Баш тоа е ми е многу драго. добро. Тоа е Да. добар знак. Навистина ли? Не ми беше планирано, ама ете така некако изгледа предчувство има. Па по повод роденденот, јас сакав да донесам уште благо. Не знам дали ќе имаш торта, па викам дај за секој случај. Така што Ти како да не ме познаваш. Ајде да видам. земав од Dinner Snacks да си пробате. Фала. Браво, И за бе, вас таму двајца. Фала многу. Еве, Фала јас ти. оваа прилика наша роденденска ќе искористам да ги покажам твоите нови производи. Јас сум сигурна дека си многу горд на ова што го направи, Дефинитивно. затоа што реално знам колку труд и внимание и време потроши на сето ова и знам колку ти значи. Така што ти посакувам на вистина среќа, ете како што си посакувам јас на нас среќа, ти посакувам и на тебе. Нека ти расте бизнисот, нека се трошат производите,
Нека се продаваат. Јас сум многу голем љубител на благо, тоа сите го знаат. Еве ќе го ставиме тука да се гледа цела емисија, нека ни биде роденденската емисија побогата за плюс уште нешто. Со какви луѓе сакате да се дружите повеќе? Со повозрасни или со помлади? Јас се дружам и со повозрасни и со помлади. Од повозрасните многу имам научено и така некако бизнисов, да кажам, во кој што влегов од мали нозе, а и тоа што моите родители имаат многу интересни пријатели, некако ми е наредено од мала да се дружам со постари и Како ти е наредено? Не наредено, Така и се наредени ми се коцките, наредиле да. коцките, тоа сакав да кажам. Реков некој ти кажал ти ќе се дружиш со повозрасни крај. Само со Не. стари. Да. Не дека Немој така стари, те молам. Возраст. Леле, Срамота. па добро, и ја веќе се сметам за стара. Искрено. Нели? Искрено. Колку години имаш Ништо ти? да си одиме. 20 ти. О мај гад, ти ако се сметаш за стара, јас сум Не. диносаурус. Не за стара, ама така некако сакам да кажам многу брзо ни лета времето на сите. Дефинитивно. Дефинитивно. А инаку да, се дружам и со помали и со повозрасни. Дефинитивно со повозрасните некогаш знае и поинтересно да ми е, затоа што помладите некако не знаат да, мислам не дека не знаат, ама со повозрасните подлабоки некако моабети правам. Не знам дали се слагате со мене. Да, тоа е со самото искуство. Да, нормално со е дека искуството е нормално, Но да, да ти да. кажам нешто од лично искуство, помладо си, помладо. Ке се седнеш, ниту ти се жали, ниту нешто Да. го интересира во живот. Да. Ке се седнеш, ке се помуабетиш. Овие повозрасните седнуваш и само се жалат. се жалат. Ова не чини, тоа не чини, ова тргнало, леле, добро река. Добро, тука се слагам. Тука се слагам Види, скроз. зависи до круговите. Искрено, и јас исто како и тебе, уште од 15 години некако сум во јавниот свет и тоа ме принудило да сум околу луѓе, така повозрасни луѓе. И некако тоа ми дозволи на мене да созрам побрзо, за разлика од останатите кои што били иста моја возраст, не дека немало други кои што били исто така зрели. Нормално. Ама генерално земено многу работи сум научил и мислам тоа ми годи. И пред некој ден бев на некоја така друго снимање и се погоди девојче од 15 години. И бев леле, можам и со 15 годишни да се поклопам и со, не знам, 35-40 годишни Да. луѓе. Што е многу добро, мислам дека јас и ти имаме таа медена средина Да. на возраст, кај што можеме и со другиве. Да, и со со- стари, да. па тоа мене мајка ми пред некој ден ми кажа, веќе кога ќе наполниш така 30 години, исто ти е дали си со 70 Ама годишен вие на имате кафе по или со 20. Не, да, не викам за мене, туку ете Да. кога ќе наполниме ние 30. Таа е некоја средина, да. Динав, знаеш ли на што се сеќавам сега, затоа што правиме роден ден и јас се сеќавам со тебе седиме на кафе заедно кога ја кажував јас мојата идеја за ова Леле, шоу. леле. Дали ќе се сетиш Леле, на тој Ивана. момент што кажував, како кажував? Сакав дори да ни бидеш дел од тимот. Да. А еве сега после 2 години си ни гостин во емисија. Јас знам ти со каква страст, кога седнавме, со каква страст ми го презентираше сето ова шоу и јас кога заминав од таа наша кафе дружба бев као вау. Као Ивана сигурна е во тоа што го сака. Што е едно од најубавите работи затоа што тоа дава до знак дека ти ова го правиш искрено Од од срце. Па и Као- затоа и тука кај што е реално. Дефинитивно, као 2 години постои Старс и тоа е феноменално и јас сум прегорен на тебе затоа што Ти благодарам многу. јас сум буквално тука од почетокот. Јас ја знам Дали идејата. го исполнив оно што го кажував ете тогаш? Мислам дека и се надмина самата себе си. Леле, ова Тек- како годи да се слушна. Тек чекам да видам колку ќе расте Старс, као затоа кажав може вечно ќе трае, ќе се сеќаваат луѓе, како што гледаме сега по стари некои емисии, артисти и така натаму, верувам дека и Старс ќе се гледа така. Се потрудивме да се надминеме, да ги надминеме и тие очекувања, тие што ги имав на самиот почеток. Кажете ми, и вие не стоите во овие 2 години, еве, која се веќе 2 години во прашање. Што направивте се во овие 2 години? Ајде од Луна ќе тргнам. Полагав матура. Ај, Добро, од браво, најнебитното до најбитното. Се шалам, не. Матура полагав, снимав еден долгометражен филм кој што годинава отиде на многу фестивали, Браво. меѓу кои во Берлин, да. Тоа снимав 3-та сезона од Teen Camp серијата. За кој филм се работи? 17 се вика. Кај нас уште не е излезен, чекаме да излезе, да го гледаме, зашто Чекај јас го чест. немам гледано, да, фала.
И последно IDJ отидов, кај што земав 4-то место, се оперирав, не знам што друго, снимив спот, снимив песна, снимив уште неколку песни што треба да допрва да излезат и континуирано правам, се трудам да правам колку што можам работи нови. Искрено, тие 2 години, значи ти биле баш исполнети со се. Да. Да си има од се помалку. Да. Ако е нешто многу убаво, да има и малку Нормално помалку лошите убаво. работи сега моментално не ми ни текнуваат од овие Не, други тоа веќе што што го ги спомена кажа. со операцијата, затоа јас тука тоа, се да, надоврзав. Иначе да. не сакам да споменувам лоши работи. Да. Денес немам место и време за Епа, такви добро. работи. Топ. Динев, што направи ти овие 2 години? Леле, и кај мене е така шарено, исто како и кај Луна, и јас правив на кооперација. Сега не одам баш у таа насока, ама тоа е баш благослов затоа што фокусот на здравјето е една од најбитните работи. Да, апсолутно е така. Така што се фокусирав на здравјето, многу патував, премногу патував овие 2 години и се фокусирав на креирање на собствен бренд, што мислам дека најмногу ми одзеде од времето, година и кусур. Значи, вложив во тоа, што беше некој нов предизвик за мене, затоа што сепак сакав, многу луѓе не знаат за мене дека јас имам предприемачки дух и сакав да навлезам повеќе во тоа. Почнав да учам српски да зборувам, затоа што не ме бива баш во српски. И се фокусирав повеќе на некои хобија кои што се така во уметнички контекст, како например почнав да танцувам, почнав да одам на часови по пење. Да, кај Наташа. Кога Да. сме И јадов кај кај Наташа. часовите по пење. Виктор, дојди уште на почеток, ајде да се запееш. Ма не може роденденска емисија, пример, сега само да зборуваме. Многу ми е срам ја да пеам. Ајде, Да пеам, Жими. Луна ти биде погласна. Ајде, јас ке дојдем. Што ќе се пее само? Ајде, јас ке седам тука. Ајде некоја песна што сите ја знаеме. Ајде. Која? Ајде 1003 сакате да пееме? Може, јас ја знам, немам проблем. Хајде ќе се приклучам некако и јас. Од Тамара, може. Од Тамара. Кажи кој си ти, дали се 1003, срце во барам и зарем сум една од нив. Дај отвори ги, твоите карти скриени, има ли љубов или казна си ти? Ама не пушти глас. Ја да не го сгрешам текстот, да не го сгрешам. Браво, Луна. Колку си добра ти. Ама ти не си ја Многу слушала убава глас. изгледа. Не сум ја слушала, ама вака во живо и уште подобро. Многу Не. глас. Не се не беше толку добро колку што мене ми е може. многу интересно што има кажано дека се срами да пее. Зошто? Да, моментално срцето не знаете како ми лупа иначе. Не знам зашто. Некако, мислам дека сама си ставам некои очекувања што не е толку добро, нели? И сакам да си ги достигнам и некогаш кога нема да си ги достигнам, после тоа си ми е криво и така. Ама добро, знаеш како ти имаш пример убав глас. Кај Многу тебе, ти, убав. пример, Да. пример, тоа треба да ти е комфорт зона. Почнуваш да, Да. пееш, дај ќе пееме цела емисија, не ме терај да зборувам премногу, може нешто да кажам што ќе отиде во грешен правец. Ама песна, ама нели е така? Не само за пеење, ја општо си имам така некои очекувања од сама себе, нели нормално секој има. И така стрес. Епа еве, ја сакам овој стрес да го надминеме, ајде уште една песна. Ајде. Која песна сакате да ја пееме следно? Отпеа твојата. Мојата? Ајде. Па. Првих месец дана можда ćeš me mrzeti, onda ćeš me voleti, pa ćeš me i moliti. A ja sam otišla i znam da će te boleti, priznaj da me zaboraviš ne smeš. Jedino ja sam život bila tvoj, sve su ostale greške. Idi se stidi, ti si kriv što si izdao to. Ja te grlila, ja te ljubila. Браво. Laž te rodila, laž te ubila. Јас Благодарам, Виктор, се најажив. благодарам, Мемче. Луна, немој, Thank те you. молам да те слушнам уште еднаш, да си кажала дека нешто ти е незгодно
Пееш. Вау, колку мотен глас имаш, чак цело време сежав. Ето. И приубава ти е песната при тоа, многу Да, е и така ја знам и инаку. Да? певлива. Ја знам. Јас Добро. не го знам текстот, убаво да се распевам, иначе ќе ти праве в друштво. Ја не го знам. Песната искочи декември 2024, тоа е многу одамна. Пред 2 години. Да, скоро пред 2 И пол. години, мене ми е како вчера да беше, 10 декември мислам дека. После тоа, нели, дојде дуетот со Young Daddy и сега морам да кажам дека спремам нова песна, што не е никако едната, никако другата, туку е скроз друг стил и баш едва и чекам да видам какви ќе бидат реакциите на публиката. Кажи ми пример таму во IDJ шоу се опуштили. Барбара баш беше кај нас во емисија и кажуваше дека во IDJ било како фамилија, сите се сочувствувале онака баш опуштено, баш како дома, не било како над другите надпреварувачки емисии или како и да се викат музички надпреварувања. Да. Па така, да. Па добро, тоа било во нејзината сезона. Не. Не, и кај мене беше исто супер. Сите си бевме, нели, супер сплотени и се беше многу убаво, меѓутоа лично за мене јас пред секој настап и пред секое пеење си осеќам така нормално трема. И да, до некаде се опуштив, ама се уште го имам тој, се уште сум до негде стегната пред секој јавен настап. А таму ви се сега уште се сека Релја и Наташа, тројцата? Да, мене ми беа Дарко, Релја и Наташа. Ај, па добро, ти си имала и некој наш, значи пак си Да. имала поддршка повеќе. Да, Дарко, кога ќе го видев, така си се осеќав некако Наш како човек. наш човек, исто и за било кој македонец што беше таму. Релја или Наташа, кој би го избрала како подобар ментор или подобар човек или подобар во жири? Па мене ми беше Наташа ментор. Дека жена? Па не, она ме одбра мене. И пак би ја одбрала Нејза. Затоа што некако е жена, да, од моја страна, нели, мене ми е побава да работам со жени. И поради Да тоа. се заминам ја. Не, таман работа. Тука нема работа, не се секира. Да, тука не работиме. Динев, кажи ми ти пример, еве вака. Те најавив, не знам дали ми ја слушна најавата. Кажав, почнувајќи од само еден телефон го освои целиот свет. Целиот свет, што мислам? Не мислам буквално на целиот свет, но мислам од тоа почна само со едно видео, со снимање од мала соба, мала просторија, повеќе да се надградуваш, да правиш, да твориш и да стигнеш до тука каде што си денес. Еве пример кога ќе се навратиш на тие почетоци од тоа твое прво видео. Не очекуваше, верувам дека не си очекувал ете тоа пример да експлодира. Очекуваш ли денес? Дали денес имаш очекувања? Луна кажа убаво нешто, многу очекувам од себе и многу често се разочарувам. Так. Колку добро прашање, Ивана. Фала ти многу. Знаеш како? Сега ми стај притисок. Имам, како и сите нормално, имам и јас некои очекувања и некои цели кои што сакам да ги достигнам, но исто така си имам врежано во глава дека многу човечки да сгрешам, да не успеам, нешто да не, нели, да не оди како што јас сум замислил во глава, но сакам некако повеќе, една од целите ми е повеќе да растам не само на претприемничко ниво, туку и така кариерно, односно сакам повеќе од Балканот да опфатам. Затоа и учам српски. Да, тоа некаде го слушнав и браво и така треба мислам. Пошто мислам дека тука веќе некој лимит достигнав на TikTok особено е да кажеме и сум спремен за нови предизвици. Сакам да видам како е надвор од овде, се размислав и дури да се преселам во Белград. Тоа е една од опциите, пошто веќе имав објавено видео на српски и тоа видео има скоро 1 милион прегледи. И тоа е баш балкански регион, србите, хрватите, сите. Затоа што тој јазик го разбираат Да. повеќе држави. И многу онака топлина осетив, многу ме прифатија. Не те пуштаме, мислам, не знам за тебе дали те прифатија или не те прифатија, јас те кажувам, Не, мислам, Македонија у срце. Ти оди пак лево десно, ама пак ќе си бидеш тука, мислам сега. Дома си е дома. Дома си е дома. Знаеш што ми е исто така многу интересно кај тебе, па и кај Луна, многу сте искрени. Многу си го кажувате она што го мислите. Не сте од пример, ете конкретно кај тебе, ти си дури премногу искрен во самите видеа. Кажуваш некои работи кои што човек не дека не ги проживува, не дека не ги живее,
Но знаеш, храброст е некои работи да се кажат. Затоа што не е седно некои работи да се кажат, особено некои работи кои што не биле тешки, ете како ти што ги направи со од тоа од каде доаѓаш, како си го проживувал ти детството. Так. Тоа има многу луѓе кои што не би се осудиле, не би се осмелиле да го кажат гласно. Затоа сакав јас да бидам тој кој што ќе застане и ќе збори гласно за сите тие кои што се плашат да го направат тоа. Мојата позадина, мислам, јас така кога сум модел по емисии кога сум гостувал, сум зборувал за тоа, но не до толку многу детално како што одлучив да направам пред месец дена на социјалните мрежи, онака искрено да си го отворам срцето и да можам да го покажам моето миното и да знаат другите кои што поминуваат низ истото или некогаш поминувале или било каква и да е ситуацијата, да знаат дека може некој да успее во животот, може да прогресира, да знаат дека не се сами во сето тоа. И мене ми беше важно и видов каква реакција имаше од луѓето. Јас сум уште воодушевен затоа што до ден денес разни пораки, разни коментари на улица ќе ме сретнат луѓе, особено повозрасни, ми аплодираат, ми кажуваат секоја чест за тоа што го имаш споделено. Секоја чест. Фала ви. Тоа е Фала. навистина голема реткост и другото прашање ми е треба ли толку јавно да се зборува? Треба ли толку се да се кажува? Знаеш како, некогаш тоа јавно зборување и тоа кажување, мислам, во секој случај е убаво, но некогаш може да биде и предмет на подсмев. И на некои други работи кои што си ги влече последователно. Так. Па мислам дека да, се согласувам дека како меч со две острици, но истовремено и да објавиш нешто најнормално, ако некој сака да ти најде некоја мана, ќе ти најде мана. Вака бар биди искрен. Да. Ако ништо друго. Со мене работата е тоа што публиката која што ја имам изградена со текот на овие 7 години веќе кога снимам видео на социјални мрежи е она лојалност што имам креирано со публиката. Затоа што они знаат дека мене можат да ми веруваат, затоа што искрено кажувам како се чувствувам, ситуации поврзани со мене, со минатото, со иднината, со сегашноста, било што и да, секогаш сум бил така и јас општо како човек сум многу отворен. Значи, така сакам да си зборувам. Па така треба. Луна, ти би била ли толку искрена, например, да си кажеш ете некој, не знам, дел од животот каде што не ти е пријатен? Да, апсолутно, само што сметам дека треба да се знае правиот момент и правото место каде да се каже тоа. И исто така сметам дека не може толку да те исмејуваат луѓето веќе ако ти искрено сам си го кажуваш тоа, мислам, што ќе ти Го прифаќаш, кажат. да. Кога нема што да ти кажат, кога ти веќе си кажал како стојат работите, едноставно тоа е реалноста, а за реалноста не ми е логично некој да те исмева Или не знам, осудува или било што да кажува. Баш треба да се цени искреност, така и секој според мене. И да, јас би кажала. Добро, сега тука сакам да ве прашам двајцата. Каде повеќе глумите кога сте, ете пример, јавно изложени некаде, еве тука на интервју, на сцена или во приватниот живот со ваши пријатели? Каде повеќе глумите? Размислете, не ми одговарате веднаш. Вау, со прашањава си, вау. Добро Браво. прашање, денес Многу добри има. прашања. Па затоа што Луна знам дека нели глуми. Да. И глумица. И реков чекај сега да прашам каде повеќе глуми затоа што секој од нас глуми. Види? Дефинитивно, Не дефинитивно. глумиме и пред наши некогаш и блиски луѓе. Сакаш да почнеш? Па би кажала дека повеќе глумам во јавноста, дефинитивно, но сметам дека тоа не е намерно, туку тоа само ми доаѓа природно. Сега не зборувам од аспект на тоа дека јас глумам, кажувам нешто што не е вистина, туку едноставно се однесувам по-прибрано, како што не се однесувам пред моите нели блиски дома. Ете, само тоа. А пред блиските стварно никогаш не глумам. И мислам, затоа и кругот на пријатели ми е буквално од сите ми се кој од градинка, кој од основно. Многу малку имам луѓе што ми се сега нови пријатели и сите некако ме знаат и знаат дека од мене не ни знам да лажам. Еве сега се смеам, не можам да лажам и не можам да глумам. Да. Барем нема да мораш да мислиш што си кажала пред кој. Да, што си кажала пред кој. Па нели. Ти Дина?
Јас искрено не ни чувствувам потреба да глумам пред најблиските, затоа што тогаш сум онака, како да кажем, ако не ми е денот, можам тоа да го покажам на нив и да ме разберат и да ми бидат тука поддршка, но некогаш, например, сега, еве тука сум во емисија или ќе излезам надвор, ќе одам, не знам, до мол да си купам нешто и може не ми е денот, ама ќе дојде некој така да ме поздрави, да ми каже дека ме знаат социјални мрежи. Не можам таа негативна енергија да ја пренесам едноставно. Само сакам да секогаш Ти значи позитивна глума имаш. Па технички гледано. Зашто сакам да ја пренесам таа позитивна енергија. Кога ќе ме запознае некој, сакам да има добар впечаток од мене, затоа што генерално не сум така намуртен и било што е да. Сега сакам тука да отвориме една тема која што сите ја живееме, но ретко кога ја кажуваме. Некако сме во трка со времето по кариера, по пари, по такви работи. Сега тука сакам да ве прашам пример, младите сакаат што повеќе да заработат или не сакаат да заостанат, затоа што ако не работиш, заостануваш. Денес е брзо време. Да. Ова која не знае да одговори, ти вика Ако, нема проблем. Женските имаат Ќе предност. одговорам. се шалам. Мислам дека младите сакаат сакаме да заработиме нормално. Но барем во мојот круг некако материјалните работи не ни се на прво место и не сум во круг каде што сега јас за кариера или за пари, например, ќе газам преку лешеви, што се вика. Така што сметам дека зависи до човекот и зависи до амбициите и целите кои што ги има. Сметаш дека, пример, ако не си премногу амбициозен, можеш да успееш, затоа што има многу поамбициозни, кои што во моментот работат многу повеќе, кои што можат, пример, да те претркаат во не цел месец, реално. Ми се случило. Тоа сакав да го... Да. Ми се случило многу пати без толку труд да добијам нешто за кое што други можеби се труделе многу повеќе од мене. И нормално чувството не е сјајно, но сметам дека тоа е едноставно... Ма грандиозно е, нешто не е сјајно. Па добро. Ако гледаш кроз призма на благодарност, тогаш мислам дека не е лошо нешто. Да, не е лошо да признаеш дека, например, за нешто не си се потрудил толку многу, а сепак си го добил. Јас имам приметено две екстреми. Или се млади, мислам сега зборам за младите, генерално у круг мој што биле. Добра. Или се мрзеливи и не им се прави ништо, или имаш од другава страна некој кој што се, како да кажам, премногу амбициозни и тој hustle culture што го викаат во Америка, не знам како да го преведам на македонски. Премногу се промовира работа, дисциплина, ово оно и некако тешко е да се најде тој некој баланс, затоа што мислам дека од социјалните мрежи особено се прави некој друг тип на притисок. Но јас, например, би кажал дека генерално кругот мој на луѓе се стварно амбициозни и им е гајле каква кариера имаат, што градат за себе, затоа што реално не сакат своите тинејџерски години да ги потрошат, ете да кажеме, по некој, да кажеме, ајде лоши искушенија, да не набројувам ред други работи. Или туку така да си ги протрчаат денови. Да, затоа што генерално земено, јас, пример, сум добивал и многу поддршка од така повозрастни што ми кажувале јас на твои години не се замарав ништо, види кај сум сега, убаво е ти да се потрудиш, ти да направиш нешто. Така што мислам дека се многу индивидуално, ама не е воопшто лошо. Јас знам дека ти си исто така премногу работлива. Ти никад не застануваш. Па некогаш дури се прашувам дали е тоа во ред. Па јас не знам. Затоа што Мислам дека е одлично. Седор не си го ризикуваш здравјето. Мислам дека Не, фала му на Господ, добро сум здравје да служи, да ти кажам право здравјето и нема ни време кога да биде немам време да сум болна. Немам време да сум болна, така што нека се работи, нека биде убаво. Кажете ми, зашто сте биле најмногу исмевани до сега? Немам појма. Од кај да почнам јас? Мене искрено ми исмеваат за доста работи, ама не ми е до толку гајле реално. Најмногу е за начинот на кој што се однесувам, мојот карактер. Исто така... Како начинот на кој се однесуваш? Па, многу сум комотен со самиот себе си. Јас сум многу експресивна личност, зборам со раце,
таков сум, не сум смирен, не Знаеш да сум покажеш пример која ти е убаво, знаеш да се расплачеш која ти е... скроз. И мислам дека може би ете да кажеме тие одредена група на луѓе го гледаат тоа како некоја слабост, па затоа се фаќаат за тоа. Но тоа јас многу си се сакам себе си, многу се прифаќам. И мислам дека тоа е едно од работите што ме прават така среќен како личност. А друго нешто за кое што се фаќале, знаело претходно да биде за мојата килажа. Пошто порано бев. Ама затоа. Да. Сега. Затоа сега да. стани. Сврти се. Мислам. Браво. Браво, сега одлично изгледаш, така што нема Фала. зашто да се фаќате. Да, па ти кажи им обратно сега ќе ти кажам јас. Ми кажуваш ти на мене вака, еве ти гледај. И кјути. Така си. Ајде да видам сега тука од ова или од ова? Од која сакате да се извлечете по некое прашање? Јас од лево. Ја одиш. Ај, ти од десно? О, па ви од различни. Ајде да видиме што тука картите покажуваат. Ајде Луна 3. Ајде да видиме што си извлеков. Ајде почнуваме од Луна. Добро. Каква боја на долна облека носиш во моментот? Црна. Елегантно. Да. Стоп. Динев. Аха. Дали некога се чувствуваш осамено? Зошто? Да. Се чувствувам. Тоа е особено кога знам така да се затворам дома сам и не ќам да се социализирам со луѓе, после ми фалат луѓе. Добро. Ајде Луна. Која е најсрамната работа што си ја правела, а те фатила мајка ти? Луна, ти си ги извлекла оние прашања. Најстрашните прашања. Посимпатичните. Па не знам. Да пушам цигари. Мислам, да. Или пијана. Ме фати еднаш. И па Да. тие некои такви тинеџерски работи. Ништо страшно. Ништо страшно, секој тинеџер точно го поминува низ истото. Дали имаш грешни желби и кои се тие? Ајде, Динев, откривај ги грешните желби тука. Оти може да запалам и свеќата и да дувнеме за тие грешни желби, може да се остварат. Стварно не знам. Што се подразбира под грешни желби? Па грешни желби нешто што не треба да го размислуваш. Грешна желба? Стварно не знам човек што да ти кажам. Грешна желба. Немаш ли некоја грешна желба? Пример, сите ние посакуваме некои работи, не знам. Знам Пример, што дури ти е имаш грешна девојка, желба. посакуваш, ти се свига некоја друга, пример. Браво, Белуна, кајде текне, јас ке кажував Да. нешто со фрижидерот, лептам во екстремот ти. Вау! Види девојки. Ајде, што Пример. повеќе ти се допаѓа? Па добро, реално некогаш имаш симпатија, ама тоа не значи дека ќе направиш нешто. Или грешка сум. Забранета личност некоја, на пример. Па се случувало, не знам. Стварно не ставите се тесно тука. Фала ти, Леле, колку сте Ти благодарам на опасни. помош. Добро. Јас Тоа се грешните мисли на Александр. Која постапка на твоите родители ти предизвикува најголем срам? Мамба. Што извлече? Ај ке кажам, кога... Но добро, тоа не ми предизвикувало срам. Кога, пример, ке ги викнела наставничката во основно во школа, и они место да се на моја страна, се на страната нејзина, а јас сум во право. Тоа. Тоа не е срам, тоа е неправда. Тоа е неправда, да, тоа е неправда. И плюс, дополнително срам, затоа што јас сум очекувала дека ќе бидат на моја страна, а не биле. И кај мене било секогаш така, ама Така. па добро, затоа сме тука. Да, Иначе немаше да бидеме. Да. Динев, Дали имаш тајна која никој не ја знае? ајде може и да не ја откриеш таа тајна која никој не ја знае. Вака сега да ти кажам, гледај. Сами прашањата си ги извлеча, значи треба да ги кажеш. Само те предизвикува. Така. Дали не е така? Еве, вистина. Абе, сите си имаме тајни, ама затоа никој не сакаме да ги знае. Не, имам една тајна која што е поврзана... Јој, мајко. Која што е поврзана со мојот живот, јавен живот, Добро. која што не можам уште да ја споделам. Може така да кажем? Може така, јас мислам дека претпоставувам и дека знам што е, верувам дека и многу од луѓето
предпоставуваат или се прашуваат што е, но да, може некои работи ќе сменат во иднина, така што ќе ги оставиме да си бидат така, ќе оставиме луѓето да си предпоставуваат што да. се случувало. Нели така? Исхинтавме неколку пати, тоа мислам дека беше доволно. Давме неколку знаци. Јас се надевам дека работите ќе се променат, како и да е. Чисто само да се кажам, ете, една убава желба од моја страна. Так. А иначе се случува со причина. Дефинитивно. Да, апсолутно. Дефинитивно. И во вистинско време. Така си е. Сега, сакам да дадам по некој подарок, затоа што ми одговоривте на прашање, ми одговоривте тука во длабокото прашање. Луна ги одбра сите прашања со родителите, како ги извлече, јас не знам. Затоа сакам сега да ви дадам прво по еден ваучер, гифт ваучер од Ада Велнес. Ова е Ада Велнес and Beauty Center, каде што може да си направите масажа, може да направите некој третман за лице. Ова ми требаше. Има и многу добри третмани, исто така, тука сакам ова да го искористам, и многу добри третмани има и за машки, така што двајцата ќе си поминете одлично кај нив, тоа можам да го гарантирам затоа што и јас одам. Имаме по еден гифт ваучер од 2000 денари, тоа ни се нашите нови поддржувачи Стар Боем. Само на 11 километри се од центар на град. Ама имаат толку убав двор, огромен двор, да си седнеш, да си се најадеш, како човек, да си земете блиско друштво, повелете. Тоа ни се и нашите Старбоем. Сега тука продолжуваме и со другите подароци. Ова се Корнелија, колку подароци. Ти ни донесе благичко, но јас ќе ви испратам исто со друго благичко. Тоа ни се нашите Корнелијас. Корнелијас моментално се прошируваат. Фала ти многу. Не само кај нас повели, туку и надвор од Македонија ги има буквално секаде. Така што ролери јадите од оние што се, знаеш, полни со чоколадо. Порано гледавме дека се цигари. Така тие? Да, тие се тие. Знам. Тие се тие. И одиме со последниот подарок од мене, а тоа е Аџико Home Center. Аџико Home Center, сакам да ви кажам на сите вас, драги мои, дека имаат наградна игра, односно со секоја сметка, мислам дека беше од 1000 денари па нагоре, учествувате во наградна игра, односно учествувате во наградна игра за тропско патување. Каде е тоа? Ќе откријат тие, не јас, имам многу други награди. Аџико Home Center припремија. Ке го подадеш, може на Луната, молам. Сега има еден и за тебе. Повели по еден. Знам дека водите здрав живот. Така се трудиме. Така си е. Сега така се кажува. Се иде лето, да. Тортата сега ќе ја јадеме, како и да. Не кажемо и тоа. Ајде, може прво Виктора да дојде една песничка да запееме нешто македонско и после тоа одиме со нашата Емче, да видиме што прашање има таа. Јас би сакал нешто по моја желба од Тоша. Излажиме. Кој да ти излажи, само кажи ми. Гитаристот. Добро. Ајде да видиме. Слажи ме, уште еднаш кажи дека не ти требаш, да не видам твое минато. Следи ме, уште еднаш кога веќе срце немаш, камено ми е потопло од него. За Македонија вечерва во Мама Драма имаме две прекрасни, неверојатни гости. Млади во подем и веќе ги терат луѓето да зборуваат. Но вечерва одиме подлабокото од сликата. Во подем харизматична Луна. Како чувствуваш денес во нашето роден ден? Како чувствуваш? Преубаво, среќен роден ден еве вака официјално да ви честитам и јас. Слава ти. Преубаво и преопуштено. Добро. Ајде, од контент до influence. Александра, како си? Супер сум, ти како си? Супер сум. Баш ми е мило. Ајде, подготвив интересни прашања за вас вечерва. Ајде да се забавуваме. Спремни? Спремни? Ке почна со кој? Луна или Александра? Со дамата. Со дам. Ајде.
Ајде. Джентълмен сум ја цела емисија. И ако сакаш можам ја... Не, окей. А пред да почнеш со дамата, тука Виктор нешто... Виктор, што е тоа? Што носиш? Ти покрај гитара нешто друго си земал? Да направи прекин на програмата како роден ден без храна. Ајде да видиме што ни донесе Виктор. Само тоа некако големо ми се гледа, кај ќе го ставиме. Ова иначе стар боем ни го припремија специјално за ова роденденско епа браво. Леле, како убаво изгледа. Вака ја личи масата со се полна. Ајде. Медиумите те представуваат како скоро совршена. Кој дел од Луна не го гледаме? Делот каде што многу често менувам расположение нагло. И делот каде што сум нормално емотивна, како и сите ние. Вау, окей. Дали чувствуваш искрена поддршка од други девојки во индустријата или има повеќе конкуренција отколку што изгледа? Па чувствувам искрена поддршка нормално од некој не. Од некој не добивам никаква поддршка, но нормално тоа е поради тоа што ни јас не давам никаква поддршка секаде. Така што сметам дека се избалансирано и сум задоволна како е до сега, а главно е дека јас тоа што сакам го поддржувам и не ми треба назад да добијам ништо. Поради тоа што го правам искрено. Супер. Која е најголемата заблуда што луѓето ја имат за тебе само од твојот Инстаграм? Па не знам. Можда дека сум многу ладна и дека не ми е гајла за ништо, може тоа. Со што моментално се бориш, некој не го гледа? Па нема да открием. Може да не ти кажам? Епа, нема проблем. Окей, ако нема проблем, супер, фала. Ајде, биди искрена. Дали си добра девојка или само многу добро во одружување на тој имидж? Сум добра. Сум добра девојка. Не си само... Не сум само, не сум само, не ми е само добар имиджот, туку и приватно сум добра. Јас мислам исто. Бар за мене, сега другите валјда треба да кажат. Јас сметам дека сум добра и коректна. Само ако не си се пофалиш? Никој нема да те пофали, така е. Така е. Ајде, фала многу за Фала ти на твојот тебе. искрени одговори, Луна. А сега, Динев, Аха, имче. се почнеш? Малц. Мал. Ајде, прочитав коментар на Инстаграм дека креаторите ги покажуваат своите скромни корени само кога им одговара за имиджот. Колку е тој дел од тебе вистински денес? Дека покажувам као почетокот лошата страна си ја покажувам поради Ете за пример за тие преска видеа што зборевме. Како од кај потекнуваш, само дека сега моментално ти одговара за да се направиш маркетинг. Тоа ти е прашањето. Јасно. Тоа е прашањето. Па за мене не знам колку е точно затоа што секогаш сум зборувал отворено за тоа. Само никогаш не сум седнал така баш детално да навлезам. Така што не било некоја тајна која што сум ја држал долго време, туку само не сум навлегал подлабоко. Добро. Дали некогаш си изгубил пријатели поради твојата слава или тие никогаш не биле вистински пријател? Знаеш колку пријатели имам изгубено? Премногу. Мислам дека кругот на луѓе сега ми се брои па на една рак. Ми се најблиските. Но тоа е многу нормално. Мислам дека... Нормално, да. Да, е дел од процесот. Добро. Ако некој ги објави твоите voice notes или close friends на Инстаграм, например, дали би имал проблем? Не. Стварно? Што имаш во Voice? Кој што го последниот Voice? Не ми е тука телефон. Нешто? Сега излажа.
Стварно не умене. Сега излажа, остај таа војска, знаеш што имаш снимано? Најверојатно нешто како некои концепции кажувам. За видео. Добро. Или како... Ке ти верувам. Ајде. Ајде, која е најконтроверзната одлука што си ја донел за својата кариера, а никој не ја знае? Да соработувам со бренд кој што не беше... тогаш не знаев дека тој бренд работи неетички и јас го промовирав. Тогаш бев 16 години, бев уште дете, затоа и сум затоа не се обвинувам толку многу, пошто не бев едуциран. И тоа ми направи многу лоши ситуации, ајде да кажем. Да. Добро. Што лоши ситуација? Па конкретно тој бренд несвесно не знаев дека е усари човечка пирамида. И тоа го дознав отпосле, но јас избришав се веднаш. Така што не ни беше толку многу долго време објавата, помалку од 24 часа беше, ама некако мислам дека тоа може би малку ме натера се осеќам јас лошо, а и луѓето да Григори стомакот од преска. Гаде се. Ајде доста прашања, дај да јадам. Ама да. Добро. Биди искрена, дали... Искрена, добро. Ке видам. Најискрена ке видам. Кој е подраматичен? Ти, твоите фанови или балканската публика? Драматичен? Да. Ти. Јас? Ти? Леле, господи, Ивана, Мама драма, па нормално. Ајде. Нели сум во право? Во право Во си, право апсолутно. сум. Ајде, добро, ајде. Ти си драмата. Фала ви е многу за Фала ти на тебе. твоите искрени одговори. А сега имам 2000 ваучер од Аристократ кафе. Повелете Фала. најдоброто место во градот и видиш има и многу вкусно кафе. Да, тоа е за Стварно. нашите гости, ние нашите Да. си го испивме. Ти благодарам, Мемче, одлични прашања им имаше спремено на нашите гости, морам да кажам. А сега одиме со кратки прашања, кратки одговори и така ќе завршиме нашата денешна емисија. Ајде да видиме што има тука напишано. Луна, социјалните мрежи ни помагаат да растеме или направат да се споредуваме цело време? Ни помагаат да растеме. Сигурни си? Па во одредени моменти е едното, во одредени моменти е другото, но еве ќе кажам за мене лично во моментов, мене ми помагаат да растам. Добро, ти благодарам. Александар, кога последен пат си бил мирен без телефон? Без објави, без ништо? Леле, знаеш дека си правам детокс еднаш неделно, го оставам телефонот и не се замарам со телефонот? Да. На колку време? Како знам и за викенд. Цел викенд? Да. Нема шанса. Скороз. Не ти верувам. Скрин тајм имам лимит, колку седам на социјални мрежи. По 1 сат дневно. Браво. Да. Луна, дали добрината денес те прави посилен или послаб човек? Денес во денешно време стварно мислам дека те прави послаб, затоа што живееме нели во многу брзо време, во многу суров свет, каде што стварно не треба да се верува на никој. Така што мислам дека јас кај мене барем си имам ставено некој гард, некоја маска што до сега ми има помогнато да опстојам. Добар човек си, кажа Преска, јас те слушнав, но треба да се биде лош човек, ако добро те разбирам, така? Во ова денешно време. Па не треба да се биде лош човек никогаш. Нели ќе се сложите сите со мене, но едноставно треба да се постават граници за да знаат луѓето до каде нели можат со тебе да си дозволат да одат. Апсолутно е така. Александар, дали успехот денес повеќе зависи од труд или од тоа како знаеш да се покажеш или испрезентираш? Труд. Дефинитивно труд. Маркетинг денес многу продава. Да, ама и за Ако тоа знаеш треба добро да труд. се испрезентираш, па не мора твој труд да биде, ќе платиш маркетинг агенција, ќе ти испрезентира таа. Фер.
Па добро, право си тогаш. Значи второто, Значи маркетинг. може и второто, да. И последно прашање за денес гостеви, онака баш ме интересира да ми кажете двајцата мислење. Како гледате на луѓето кои немаат амбиција да направат ништо повеќе од она што се? Можам да кажам дека малце ми е жал за такви луѓе и тоа се најчесто луѓето што најмногу имаат да кажат негативно за некој. Еве ние си знаеме и на своја кожа, нели? Сметам дека баш тие се тие луѓе што се нели неисполнети и буквално немаат никаква амбиција и само се хранат со зборување лошо за други. Искрено, секој со своите капацитети, реално, не секој може да го прави тоа што ти го правиш, што им ќе го прави јас, Луна. Секој си има одредени капацитети, така што Толку има Тоа ова беше, да, не, ова беше малце. Супер го кажа, не бе, одлично, не го мислам тоа на навредлив начин. Секој од нас има одреден капацитет кој што може да го достигне. Може некои луѓе да имаат капацитет, но да немаат амбиција. Тоа не значи дека ако не се амбициозни дека немаат капацитет да направат тоа. Ама некои немаат, и за тоа е. Ете така и ќе завршиме нашата емисија, односно ќе посакаме на сите тие луѓе да имаат поголема амбиција, да си направат нешто повеќе, за да си дојдат еве вака кај нас во студио, да си јадиме убава торта, да си јадиме вкусно благо од Корнелијас, да си јадиме убава даска од Стар Боем. Јас ви благодарам, убаво ли си поминавте денес на ова наша роденденска емисија? Јас се придов преубаво. Баш ми е драго, јас ве очекувам да ни бидете и повторно гости. До следното наше заедничко дружење ве посакувам многу успеси, да продолжите по патот по кој што сте тргнале, да си ги остварувате вашите соништа. Луна, тебе што повеќе песни, што повеќе остварени проекти на телевизиското платно би било точно кажано, или во глума, да, на филмското платно. Точно, Александар, тебе многу продадени производи. Фала. Нека овие три станат по три и еден ден да не можам муаве да правам со тебе. Sold out everywhere. Јас ќе ви праќам цело време. Македонија, јас ви посакувам да уживате во остатокот на вечерта и секако се гледаме следна недела во исто време на исто место. Само нема да биде секако роденденско издание. Чао, чао! Ке пукнам од овој корсетот. Ајде, Емче. Ајде. Добро, чекай малце сам мис. Свири ти. Не знам, чекај, стои, не знам како идеше. Дип муабети. Да. Навлеговме. Еве ми го прашањето. Да, друго ми беше прашањето, ајде. Така што заборев што сакам да кажам. Си извинувам, јас те прекинав заради тоа. Ајде, почни си уште од почеток. Чекај, што беше прашањето? Здраво, драги гледаци. Гледаци, оли ли се? Гледаци? Гледаци? Ајде, гледаци, побрзо. Ајде, Луна. Медиумите те престута... Што? Прости.